Сакам да ви се заблагодарам на сите вас за се што направивте во изминатиот период и во текот на оваа изборна кампања. Да се заблагодарам на градоначалникот, на сите активисти и на сите граѓани. Затоа што цврсто стоевте рамо до рамо со нас да се бориме за иднината, за перспективите на Македонија. Секако дека изборите праќаат пораки. Изборите и изборните резултати и мотивираат. И нека изборните резултати бидат мотивација за уште повеќе да се кренеме, затоа што прогресивна и напредна Македонија е мнозинска Македонија. Прогресивна и напредна Македонија е таа Македонија која што е потребна на сите нас и на идните генерации. И точно и денеска започнуваме од нула. Започнуваме од нула со широко отворено срце и со подадена рака за секого. Ако беше до праќање на порака до секој еден од нас, до раководството, до председателскиот кандидат, да знаете дека пораката е примена, пораката е слушната и пораката е таа дека единствената вредност во државата е секогаш да бидете рамо до рамо со својот народ. И затоа ние сме тука и ќе останеме тука посветени заедно за отворање на перспективите на иднината на државата и на иднината на граѓаните. Сега имаме втор круг од председателски избори. Имаме два кандидати со два погледи на иднината, со два концепти кои што треба да бидат застапувани во периодот. И затоа сметам дека треба да се концентрираме кон тоа да обезбедиме победа за Стево Пендаровски во наредниот период. Затоа што тоа е човекот и председател кој што може цврсто да стои и да го држи кормилото на Македонија. Секако дека за нас социјалдемократите секогаш во вакви тешки и комплицирани ситуации мотивацијата и силата е многу поголема. Не ни личи на нас социјалдемократите да застанеме и да не се бориме. Ние не застанавме и во моменти кога зависеше дали ќе останеме живи во собранието на 27 април 2017 година. И тогаш заради идејата за која што сите ние се боревме, останавме цврсти до крај и успеавме да се смени режимот во тој дел. Затоа сметам дека парламентарните избори на 8 мај се нова можност. Нова можност од сите активисти и поддржувачи на СДСМ и коалицијата. Да бидеме активни, да бидеме посветени во текот на овие 2 недели, да разговараме со секој еден граѓанин овде во Чучер, Сандево и да ја бараме поддршката. Да се извиниме за грешките, да си кажеме за пропустите, да ветиме тоа што имаме реално да го ветиме, да го оствариме, а кредибилитетот на СДСМ во делот на реализацијата и остварувањето на програмските определби е навистина на едно високо ниво. Сето она кое што беше потреба на граѓаните, сето она што беше во двете изборни програми за изборите и 2016 и 2020 е во целост реализирано. Реализираме проекти кои што произлегоа директно од дискусија со граѓаните. И токму затоа и оваа програма која што е пред нас е програма која што се заснова на реални основи за реализација на многу проекти што значат живот во секое место во државата, што значат подобар животен стандард за секој, што ги третира граѓаните подеднакво важно, без разлика кои се, програма во која што сакаме да обезбедиме подеднаква инфраструктура за секого без разлика дали живеат во рурални или урбани средини, затоа што секој еден заслушува иста иднина за идните генерации, за оние кои што
денеска се тука. Мислам дека одговорноста на СДСМ и на сите поддржувачи е дотолку поголема заради тоа што мораме да направиме се да не ги разочараме идеалите и напуштиме идеалите на нашите предци. Оние кои што се бореа за создавање на современата македонска држава. И точно е дека оваа држава е створена на темелите на народно-ослободителната борба и на борбата на партизаните. И тоа никогаш не смееме да го заборавиме. И никогаш никој не може да биде поголем чувар од тоа што е социјалдемократскиот сојуз на овие вредности. Исто така, 90-те години генерации македонци се бореа за создавање независна демократска држава. И тогаш, заедно со нашиот прв председател Киро Глигоров, ја создадовме независна Република Македонија, која што е на темелите на остварување на нашите стратешки цели да биде во НАТО и во Европската Унија. И единствено, оваа политичка структура, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и сите прогресивни сили, само тогаш кога биле власт во Македонија, државата напредувала. Само тогаш се поместувала од место. Само тогаш се остварувале идеалите и нашите стратешки интереси. И јас сум убеден дека со многу енергија и со многу посветеност ќе го оствариме и стратешкиот интерес и национален Македонија да биде дел од европското семејство. Тоа не значи дека ќе однесеме Македонија некаде. Туку ќе ги донесеме европските вредности овде во институциите. Преку низа на реформи и реформи кои што ќе создадат услови за подобар живот, за подобра администрација, за подобар животен стандард, за подобра инфраструктура, за подобро земјоделие, за подобри меѓучовечки односи. Сето тоа е нешто кое што мора да донесе правда за сите. Иако на претходните генерации беше обврска да ја создадат современата македонска држава, да ја создадат независна Македонија. Ние, за да оставиме нешто на идните генерации, мораме да ја добиеме најважната битка, а тоа е против криминалот и корупцијата. Затоа е потребно преку тие европски вредности да дојдеме до правда за сите. Затоа, драги пријатели, драги другарки и другари, ова треба да биде мотивација за сите нас. Од денеска до 8 мај нема застанување. Разговор со секого да ги споделиме нашите видувања за иднината, затоа што не смееме да се откажеме од иднината и не смееме да се откажеме да им оставиме наследство на идните генерации. Затоа масовно на изборите, и на председателските, и на парламентарните избори, да го закружиме бројот еден и да осигураме иднина за нашата земја и за нашите граѓани. Ви благодарам.